Најава за денешните настани. Почна заловување на кучињата скитници. Оваа сезона плажите на Охридското крајбрежје ќе се слободни. Енергични луѓе, нова премиера на Охридскиот народен театар. Девчани се подготвува за туристичка сезона. И Русија и Украина во конфликтот користат забранета касетна муниција. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло. Осетен пораст на дневните температури кои ќе се високо над повеќе годишниот просек за овој период од месец мај. Максималната денес во Охрид достигна 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок времето ведро и релативно топло. Утре на најголем дел од Европа сончево време со локална облачност. Ќе биде релативно топло, со температури исто така над повеќе годишниот просек. Локално над Алпите, Скандинавија и североисточна Европа услови за врнежи од дожд, грмотевици и пониски температури. Го искористам слободното време за дополнителна заработка. Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Почна заловувањето на кучињата скитници во Охрид. Јавното предпријатие Охридски комуналец избра Демирхисарска ветеринарна амбуланта која на хуман начин ќе ги третира бездомните кучиња. Засега се мапирани околу 70 на кучиња на различни локации низ градот кои ќе бидат вакцинирани, кастрирани и повторно вратени на улица.
Избрана ветеринарна амбуланта за хуман третман на кучињата скитници во општина Охрид. Најповолна понуда дала Демирхисарската амбуланта од 4 ветеринарни амбуланти пријавени на тендерското надавање. Еден месец се работи на терен, се заловуваат бездомни кучиња за кои јавното предпријатие ќе исплаќа по 3906 денари по третман за едно куче скитник, информира Сашо Најдески, директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец. До денес се заловени од 20 до 30 кучина, дели од нив се вратени на заловеното подрече со целосен третман, да речам, хуман третман на истите кучина. Ќе продолжиме и понатака, согласно договорот, вредноста на договорот е 500.000 денари, предвидено до 80 до 90 кучина да добијат хуман третман. Јавното предпријатие Охридски комуналец има мапирано 70 кучиња скитници на територија на општина Охрид. Избраната ветеринарна амбуланта има обврска да ги заловува кучињата скитници со логистика на јавното предпријатие. Заловените кучиња се задржуваат во прифатилиштето се додека не заврши третманот на вакцинација, кастрација и утврдување на нивната здравствена состојба. Од јавното предпријатие Охридски комуналец се оптимисти дека ќе биде успешен ваквиот начин на третман на кучињата скитници. Општините во држава фактички на 90% ги на овој начин ги решаваат проблемите, освен во Скопје каде што има јавно предпријатие Лајка за хуман третман на кучина скитници. Југозападен плански регион има некои планови за меѓуопштинско решавање на овој проблем со изградба на 2 стационари, мислам дека еден во Кичево, еден во Охрид. Општина Охрид со години бараше начин како да го реши овој сериозен проблем со кучињата скитници, но досега безуспешно. Стационарот на Мауцкер заглави со години во бирократските лавиринти, а до јавното предпријатие и општина Охрид стигнуваат бројни тужби од граѓани за оштетни побарувања поради напад од кучиња скитници. Минатата година до јавното предпријатие Охридски комуналец по овој основ имало дури 29 барања за надомест на штети од каснување на кучиња скитници. Од почетокот на годинава досега им пристигнале 3 пријави од граѓани. Градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков вели дека уредени плажи со соодветни материјали и по препораките на УНЕСКО може да се очекуваат за следната туристичка сезона. Ова лето уредени плажи ќе има само на просторите пред хотелските и угостителските објекти. И оваа туристичка сезона на Охридското крајбрежје плажите ќе останат неуредени. Градоначалникот вели УНЕСКО не бара слободни плажи. Сите изградени плажи на брегот на езерото се направени со легални проекти на Министерството за транспорт и врски. УНЕСКО не бара слободни плажи, туку бара уредени. А што значи уредени? Тоа значи да се поставени и уцртани како што во моментов треба да ги црта, а не ги црта, а ќе ги црта Агенцијата за просторно планирање и ќе каже дека на територија на општина Охрид и Охридско езеро треба да имаме 5, 10, 15, 20 уредени плажи на таа и таа локација, откако ќе биде уцртано во планот за Охридско крајбрежје, ние ќе ги издаваме. Оваа сезона уредени плажи ќе има само на просторот пред хотелските и угостителските објекти. Сите објекти кои што се ресторани и хотели имаат побарано и годинава како и лани, така да тој дел ќе уреден, а оној кој што е празен сега во моментов заради рушењето, не е возможно да се среди нормално за толку кратко време, доколку постои некоја можност за објекти кои што се веќе постоечки да се реши на поинаков начин, во смисла на исти како друга сурбана опрема, тоа што би го направи. Градоначалникот вели, следната туристичка сезона плажите ќе бидат уредени со соодветни материјали и по препораките на УНЕСКО. Градоначалникот Кирил Пецаков денес имаше и средба со амбасадорот на Словенија во Македонија Милан Предан. На средбата се разговараше за политичко-економската ситуација во Македонија, а посебно за актуелната состојба на општина Охрид и за работењето на локалната самоуправа. Градоначалникот Пецаков го информира словенечкиот дипломат за тековните активности и проекти кои ги спроведува општина Охрид и за очекувањата од предстојната туристичка сезона. Амбасадорот Предан изрази подготвеност Словенија преку Центарот за меѓународна развојна соработка да донира средства во висина од 140.000 евра за јавното предпријатие Водовод, за филтри за пречистителни станици. Соговорниците се согласија дека општина Охрид има одлична соработка со амбасадата на Словенија
и дека постои простор таа да се зајакнува и продлабочува. Вевчани се подготвува за туристичка сезона. Се реконструираат мостовите на Вевчанските извори, се уредуваат локалните улици, пешачките патеки и излетничките места. За продолжените празнични викенди кои се сметаат за репер за летната сезона, најмалата општина во земјава ја посетиле голем број туристи. Вевчани се подготвува за туристичката сезона. За продолжените празнични викенди кои се сметаат за репер за летната сезона, општината ја посетиле голем број туристи. Најпосетени туристички атракции се излетничките места во прекрасната планинска природа, Јанков камен, манастирот Свети Спас, летничките езера и надалеку прочуените Вевчански извори, живописната општина на Јабланица, плени со алтернативен туризам, пешачки и велосипедски патеки и голем број етно ресторани каде гостите уживаат во традиционалната вкусна храна. Во моментот во поважни проекти што се реновирање имаме на неколку локални улици низ Вевчани и уредување, партерно уредување околу старата училишна зграда, мултикултурниот центар и нормално тековно одржување на јавните површини кои ни се спремаме за туристичка сезона која веќе и почната. Имаме доста гости за продолжените викенди, празниците Великден и 1 мај. Вевчани беше, можам слободно да речам, преполно, не само со гости од Македонија, туку и доста имавме гости од странство, претежно од Србија. Општината ги исчисти и уреди пешачките рекреативни патеки, а се реконструираат и мостовите на Вевчанските извори. Излетничкото место Јанков камен е спремно, исчистено, изворите се исто моментално ги реновираме, мостовите на Вевчанските извори на реката, што се ќе продолжиме со активност околу одржување на Вевчани чисто. Пред сезона, комуналното предпријатие Еремија ги расчисти сите депонии во околината на Вевчани. Градоначалникот апелира на поголема грижа за животната средина. Тоа бе депонија околу Вевчанската река, значи уште една сакам прво да им кажам на вевчанци дека тоа е заедничка наша, значи тие диви депонии ние ги правиме како вевчанци, не дошол никога надвор. Мора тоа да престане, значи едно се исчистени, нема потреба, комуналното предпријатие редовно го собира ѓубрето, не само сега, значи Вевчани не во денешно време, во било кој градоначалник да бил, Вевчани било чисто. Значи Вевчани, кога бевме само местна заедница, Вевчани организирано го собираше ѓубрето низ Вевчани, комуналниот смет, мислам, и се депонираше. Еден апел да го одржиме Вевчани чисто, претежно околу Вевчанските извори, Вевчанската река, но и на цела територија на општина Вевчани. Над Вевчанските извори изградена е и првата вија ферата во земјава, безбедна патека за алпинистичко искачување на карпа со помагала за привлекување на авантуристи. Народниот театар од Охрид викендов ќе ја почести својата публика со премиера на представата Енергични луѓе, работена по текст на Василиј Шукшин. Станува збор за едно иронично и цинично поставување на реалноста во Русија во 70-тите години од минатиот век. Оваа сабота Народниот театар од Охрид за љубителите на театарската игра премиерно ќе ја прикаже представата Енергични луѓе, работена по текст на Василиј Шукшин. Станува збор за првиот од трите проекти финансирани од Министерството за култура, кои ќе бидат реализирани оваа година, истакна на денешната пресконференција директорот на Народниот театар од Охрид Горан Симоновски. Сакам да се заблагодарам на целокупната екипа за макатрпната работа да се реализира овој проект до премиера. Воедно сакам да ја поканам публиката на 14 сабота во 20 часот да дојде да ја погледне оваа прекрасна изведба на премиера. Исто сакам да напомнам дека редоследно репертоарот ќе се одвива на секој петок, на редните петоци ќе се игра представата. Режисер на театарската премиера е Енергични луѓе Александар Ивановски, за кој ова е прва представа која работи со Охридскиот театар. Тој верува дека текстот на Шукшин одлично ќе се вклопи со богатството на Охридскиот актерски ансамбл. Мислам дека она што текстот Енергични луѓе го носи како една
како една иронија, како цинизам, како начин на гледање на реалноста, малку изместено од руските 70-ти години. Овде тој материјал најде изворено плодна почва за диалог, актерски пред се, режисерски, театарски диалог со нас и се надевам дека таквата комуникација и блискост ќе продолжи во односот со охридската публика. Станува збор за една долго очекувана премиера, после неколку години, без никакви протоколи и ограничувања, вели охридскиот актер Стрезо Стаматовски, кој во представата го толкува ликот на дебелиот, како што самиот вели лик, со вториот по големина стомак во представата. Имавме еден процес каде што практично улогите се доближуваат до актерите, а не обратно. И така добро се склопија кастинзите и испадне на одлична актерска представа, хиперенергична, која што мислам дека ќе биде гледлива и долговечна на репертоарот на Охридскиот театар. И тоа за нас како екипа, особено во овие моменти, после еден подолг период на стагнација, мислам дека ќе е доста позитивно и се надевам дека ќе продолжиме со истото темпо понатака. Улогата на двигателот на самото действие во представата Ликот на Вера ја толкува актерката Билјана Билаловиќ Велјановска, двигател на серија настани кои ја обликуваат самата приказна. Ликот на нејзиниот сопруг, пак Аристарх, го толкува охридскиот актер Никола Тодоровски. Таа е сопруга на Аристарх Петрович Кускин, кој што е главниот машки лик во представата. Во животот на овие енергични луѓе, како што авторот ги нарекува, преовладува едно секојдневие, кое што се прекинува нагло заради тоа што мојот лик Вера наоѓа некакво си писменце од непозната жена во џебот на незиниот сопруг. Она што сакам да го кажам во однос на оваа представа е дека текстот е руски и ние бевме како ансамбл доста дрски во поглед на тоа, решивме да го поставиме. Го толкувам ликот на Аристарх Петрович, кој според авторот е еден гениален пијаница и би го цитирал својот лик. Сега има една многу добра изрека, Аристарх вели: ви благодарам. Актерот Горан Стојановски вели дека за поздрав е работата на оваа представа која е плод на тимска работа во време кога во театрите во земјава фокусот е на се друго освен на актерите. Павел Маслов, актерот кој во представата ја толкува улогата на нослестиот, вели дека станува збор за еден провокативен и квалитетен театарски производ. Што би рекле, драмата е комедија, се работи за една убаво склопена, динамична представа која искрено се надевам ќе остане подолго на репертоарот и луѓето ќе дојдат и ќе се смеат. Не само што ќе се насмеат, туку ќе добијат и една фина квалитетна порака околу одредени така општествени моменти кои се на некој начин исто така многу важни во општеството. Руска сатира која сама по себе дозволува да се отворат некои поинтересни прашања, општествено, политички, во најразличен контекст. Во целава ситуација станува прашање на слични, меѓутоа многу различни карактери. Карактери кои што се една група, меѓутоа секој од нив има некоја посебна карактеристика и намера во целата приказна. Василий Шукшин зазема средно место меѓу представниците на руралната и урбаната руска проза, бидејќи хероите на неговите дела се и рурални жители и жители на градот, по правило, во првата генерација, а писателот се интересира конкретно за рускиот национален карактер. Билетите може да се набават на билетарата при Националната установа Центар за култура Григор Прличев, Народен театар од Охрид, по цена од 250 денари. Националната установа Завод и музејот Охрид склучи договор за соработка со Центарот за истражување на праисторијата од Скопје, со цел афирмација и популаризација на праисториското културно наследство од Охридскиот регион. Првата активност во рамките на оваа соработка е одржување на концерт на джез бендот Next to Silence, кој треба да се одржи на реконструираната наколна населба во рамки на музејот на Водака и Градиште.
со што ќе започнат активностите за популаризација на овој исклучително значаен локалитет од преисториските времиња. Концертот ќе се одржи на 22 мај 2022 година во 13 часот. Сите посетители кои купиле влезница за посета во Музеот на вода ќе може да уживаат во джез звуците на бендот Next to Silence без дополнителна доплата. Вестите од светот се во продолжение. 10 лица се повредени кога утрово одекна експлозија во хемиската фабрика Меламин во Кочевје, Словенија. Словенечката полиција во 8 часот и 35 минути добила дојава за експлозија и пожар во кругот на фабриката. Не се знае засега што гори, па полицијата ги повика мештаните да ги затворат прозорите и да не се приближуваат до местото на настанот. Ги советуваме сите жители во околината да ги затварат прозорците и да не се движат на отворено за време на интервенцијата. Не треба да се приближуваат ни до местото на настанот. Се сомневаат дека експлодирал бојлер во производство. Порталот 24 ур јавува дека зградите во близина на фабриката силно се треселе во моментот на експлозијата, а граѓаните пријавиле дека гипсот почнал да паѓа од таваните. И Русија и Украина користеле касетна амуниција, се тврди во извештајот за човекови права. Руските сили постојано користеле касетна амуниција во нападите во кои загинале цивили, биле оштетени домови, болници и училишта, се тврди во извештајот на Human Rights Watch. Се чини дека украинските сили исто така користеле касетна амуниција барем еднаш, се вели во извештајот. Human Rights Watch соопшти дека документирала неколку касетни напади на руски сили во населените области во градовите Чернихив, Харков, Миколев и Вуледар. И рече дека двете земји треба да престанат. Касетната амуниција може да биде истрелена од земја со артилериски системи како ракети и проектили или да се изфрли од авион. Обично се распршнуваат во воздух на површина со големина колку еден градски блок. Многумина не успеваат да експлодираат при првичниот удар. Остатоците може да убијат или да осакатат, траат со години и дури со децении, освен ако не се исчистат и уништат. Кинески патнички авион утринава се лизнал од писта при полетување во градот Чонкинг, пошто се запалил, јавија кинеските државни медиуми. Сите 122 лица од авионот Airbus A319-115, од кои 113 патници, се евакуирани, а повредените префрлени во болница, јави агенцијата Синхуа. Кинеските државни медиуми прикажа и видео од авионот на Tibet Airlines од кој излегува црн чад. Некои патници се здобиле со полесни повреди. Кон крајот на март, Boeing 737-800 се урна во регионот Гуангси-Жуанг, при што загинаа 132 лица во авионот на China Airlines. Сојузната американска држава Калифорнија со забраната за продажба на полуавтоматско оружје на лица помлади од 21 година го прекршува уставот на земјата, одлучи вчера Сојузницкиот апелацијски суд на САД. Но во последните неколку години Калифорнија донесе неколку закони за заострување на прописите за продажба на огнено оружје, со кои според неодамно објавените сојузни податоци само во 2020-та се поврзуваат повеќе од 45.000 смртни случаи на национално ниво. Накупувачите помлади од 21 година сега им е забрането да купуваат огнено оружје во Калифорнија, но новиот закон што стапи на сила од 1 јули минатата година додаде и забрана за продажби на полуавтоматско оружје. Овој нов закон беше оспорен од неколку поединци и групи кои лобираат за поседување оружје, а случајот стигна до судовите. Според истражувањето за малото оружје до 2017 година во САД, поединци поседувале приближно 393 милиони парчиња огнено оружје или повеќе од едно парче по лице. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.